Над 100 деца во изминативе неколку години биле жртви на сексуална злоупотреба педофилија. Да се зголеми свесноста кај децата да ги пријавуваат ваквите дејствија е основната цел на кампањата со едукација и знаење до превенција од сексуална злоупотреба педофилија. Во нејзините активности се опфатени 126 основни и средни училишта во Република Македонија. Скопското основно училиште Кочо Рацин прво на листата. Директорите, психолошко-педагошките служби, наставниците и родителите седнаа на заедничко предавање со цел да им помогнат на децата потенцијални жртви. Прво и основно од овие предавања децата треба да научат дека треба да бидат слободни и слободно да говорат за овој проблем доколку постои во било која форма кај нив дома, во нивното опкружување. Конечно не е целта само да се развие свеста за нивниот дом, целта е да се развие свеста кај нив и доколку таква појава постои во блиското семејство, во поширокото семејство, во комши, навремено да се пријави. Значи основната цел е да ја развиеме свеста до тие сватат дека станува збор за една исклучително ненормална појава која што не смее да се толерира во било која форма и кај било кого, така да во таква една ситуација со развојот на свеста ние очекуваме многу поголема ефикасност од страна на службите и на државата во борбата против педофилијата. Веруваме дека со активностите кои се преземени од страна на Министерството за труд и социјала заедно со Црвениот крст ќе биде овозможена една подобра подготовка и подобра стручност во справување со овој проблем во училиштата. Промоцијата на активностите ќе трае до 15 декемврија, за таа цел се формирани тимови од представници од 23 центри за социјална работа од земјава.